Се уште има пациенти во тешка состојба, иако засега сите се надвор од животна опасност, изјави на пресконференцијата министерот за здравство Арбен Таравари. Уште двајца пациенти кои се лекуваат во странство по трагедијата во дискотеката во Кочани денеска се враќаат во земјава. Повеќе детали има Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бети, уште колку пациенти остануваат на лекување во Скопје? Добар ден, Тања. Во Скопје во моментов, како што информираше министерот за здравство Арбен Таравари по одржувањето на кризниот штаб со директорите на болниците во кои што се уште се лекуваат пациенти повредени од пожарот во Кучани, се 21 пациент, инаку по 6 има во клиничкиот центар и старата градска болница, 5 во болницата 8 септември и 4 во приватните клиники. Меѓутоа, 5 од пациентите денеска ќе бидат пуштени на домашно лекување. Како што спомена министерот, исписи во текот на утрешниот ден нема да има, а позитивна вест е тоа што уште двајца пациенти од странство се враќаат во земјава, затоа што, како што кажа самиот, било процената дека нивната здравствена состојба тоа го дозволува. Меѓутоа, за жал, четворицата пациенти кои што се во критична состојба продолжуваат и остануваат во животозагрозувачка состојба. На двајца од нив им се подобрила здравствената состојба, меѓутоа во текот на вчерашниот ден Министерството за здравство добило информација дека повторно и овие двајца пациенти се во критична состојба. Министерот не сакаше да даде информација во која држава моментално се лекуваат овие четворица пациенти. Инаку, како што кажа Таравари, веќе се подготвуваат мултидисциплинарни тимови кои што ќе бидат составени од психолози, кои што токсиколози, пластични хирурзи, кои што ќе бидат испратени во болниците во Штип и Кочани, а кои што ќе ги третираат пациентите кои што ќе се враќаат од земјите во странство каде што во моментов се лекуваат. Предлагам тука да слушнеме директно од министерот за состојбата на повредените пациенти. 4 пациенти продолжуваат да бидат во критична состојба. Вчера кажав на пресконференција дека малку се подобрени, меѓутоа денеска добиваме, односно вчера навечер добивме информација дека повторно овие 4 пациенти се релативно во тешка состојба. Двајца од пациентите повторно е влошена состојбата, повторно се во релативно критична состојба. Се уште има интубирани пациенти, се уште има пациенти кои што се во тешка состојба, секако. Меѓутоа, за сега повеќето од пациентите се надвор од животна опасност. За сега. Тоа не мора да значи дека така ќе продолжи. Инаку, како што кажав и на почетокот, денеска на пресконференцијата меѓу останатите беше присутна и директорката на клиниката за пластична хирургија, доктор Јасмина Георгиевска-Павловска, која што рече дека на пациентите кои што се лекуваат на клиниката им се овозможуваат сите третмани кои што би им се овозможиле или им се овозможуваат и на клиниките во странство. Кажа дека на оние кои што биле со полесни изгореници и кои што се веќе пуштени на домашно лекување, при исписот им биле подарени и мали пакетчиња со хидратантни креми од медицинска козметика, а исто така им било и дадено совет да не се изложуваат воопшто на сончева светлина. Меѓу другото, таа напомена и како се одвива процесот на нивно закрепнување, па предлагам да ја слушнеме и незината изјава. Све зависи каква е лузната. Тоа кога ќе дојдат кај нас, кога ќе почнат да настануваат лузните, ние и гледаме и другите лузни од постоперативните да ги превенираме. Значи да не дојде до степен да треба да се прават обсежни оперативни зафати или други интервенции. Се ставаат експандери за експандирање на нормалната кожа за да може да ја покриеме дефектот каде што, односно лузната која што е дали ќе биде на лице, дали на рака, дали на глава. Значи има такви можности кои што ние го работиме тоа уназад години.
Во текот на утришниот ден не се планирани исписи од болниците во државава, ниту пак е планирана пресконференција на која што би се соопштиле евентуално нов тек на настаните. За петок се планирани исписи на уште 5 пациенти. За понеделник се извинувам, а дури во вторник Министерството закажа нова пресконференција на која што ќе се информираме како тече лекувањето на останатите пациенти кои што се лекуваат во земјава и во странство. Бети ти благодарам за информациите.